Благодарам. Прво би сакал да го поздравам председателот на Собранието за неговото присуство на настан, но исто така се заблагодарам на представниците на УНОПС во Македонија кои што заедно со Комисијата за европски прашања ја предложија ова иницијатива да одржуваме и вакви не само внатрешни, би рекол, внатрешобраниски седници, туку малку и пошироки, поотворени седници на темата евроинтеграција, за да можеме да вршиме и поголем надзор кон институциите, а со тоа да дадеме и поголема мотивација на извршната власт и на другите власти за испорачување на подобри резултати. Почитуван министер Муртезани, почитувани амбасадорки на Шведска и на Швейцарија, почитуван амбасадор Дробњак, почитувани колеги пратеници, почитувани медиуми. Јас би сакал кратко да кажам по однос на неколку збора по однос на реформската агенда која што беше усвоена од страна на владата 2024-2027 година, но исто така и од страна на Собранието, бидејќи таа станува сега еден патоказ за тоа колку институциите ќе бидат продуктивни и колку Собранието ќе има можност да ја забрза таа продуктивност и контрола на работата на институциите. Најпрво дозволете да му честитам тука на присутниот министер Муртезани, но и на сите кои што соработувале по однос на овој документ, за тоа што од Европската комисија Македонија во овој момент ја доби, би рекол, пофалбата дека по однос на реформската агенда е прва во регионот по однос на незиното составување, по однос на незината структура и по однос на првичните резултати кои што се очекуваат да бидат постигнати и се постигнаа. Втората работа што сакам да ја истакнам е дека ние како пратеници, се согласувам со председателот на Собранието Африм Гаши, во следниот период ќе имаме забележително зголемување на критики заради критики. Предизборието ќе носи некогаш и повеќе политизација на критиките наместо нивен квалитет, но сепак како пратеници, без разлика дали доаѓаме од власта или од опозицијата, треба да бидеме критични, основано критични, за да ја зголемиме продуктивноста на извршната власт, а основата за таа критика ни ја дава усвоената реформска агенда. Таму каде што имаме напредок во исполнувањето на превземените обврски, треба да бидеме честни и да дадеме поддршка и пофалба. Таму каде што имаме забавување на превземените реформски обврски, таму треба да бидеме критични и да дадеме зголемена мотивација на одредени министерства да работат по-ажурно. Како собрание сметам дека треба да дадеме поддршка на реформите преку квалитетна анализа, преку дискусија тука во законодавниот дом и преку усогласени предлози кои што го надминуваат мандатот на еден собраниски состав или на една влада. Таков еден пример, има повеќе, но најскорешен пример беше усвојувањето, барем на комисијата, на предлогот на законот за енергетика. Еден обемен, голем, сериозен закон, кој што во голем дел значи и усогласување со европските регулативи во областа на енергетиката, кој што беше заеднички поддржан од сите политички чинители на Комисијата за европски прашања и се надевам дека исто ќе биде и на пленарната седница, но и во секој случај беше закон кој што во континуитет е граден од повеќе политички фактори во ова и за време на претходната власт. Втората работа како собрание сметам дека и посебно како Национален совет за евроинтеграција и Комисија за европски прашања треба да зајакнеме контролната функција на собранието, да имаме што повеќе јавни расправи и што повеќе надзорни расправи поврзани конкретно со остварувањето на реформите од ова ЕУ агенда која што Македонија ја прифати и врз основа на која што ќе треба да се цени нашиот напредок. Истовремено тоа што би сакал да го укажам е дека во моменти кога Македонија работи на својата реформска агенда, не треба да бидеме изненадени дека и самата Европска Унија работи на незината реформска агенда. И некогаш тие агенди не се поклопуваат. Зборам од политичка гледна точка. Затоа што ако целта на Македонија е како побрзо да се реформира за да биде поспремна
да стане земја членка на Европската Унија. Некои земји членки внатре во Европската Унија веќе отворено најавуваат дека Европската Унија во моментов не е спремна за полноправно проширување со други земји членки и дека ЕУ мора да работи на сопствената агенда како да го реформира својот систем, бројот на комесари, бројот на европратеници, начинот на одлучување, консензус, квалификувано мнозинство, средствата кои што беа исто така спомнати, кој, како и колку ќе ги користи и тоа како што ќе одземе време за нашата реформска агенда да ги исполниме поставените цели и обврски, сигурен сум дека и на Европската Унија ќе одземе одредено време внатрешно институционално да се реформира, а потоа да се надеваме дека ќе може и да го направи чекорот со кој што ќе обзнани дека е подготвена да прими нови полноправни членки во Европската Унија. Во суштината на нашата реформска агенда наведени се 5 приоритетни области. Имаме отприлика 136, ако одам сега нумерички, чекори и мерки превземени како обврски кои што треба да ги исполниме во периодот од декември минатата година до август 2027 година и во рамките на агендата се вклучени и одредени квантитативни мерки кои што засегнуваат отприлика околу 60 законски и подзаконски акти. И затоа сметам дека ваквата сериозна реформска агенда нема да може да биде успешно спроведена ако се спроведува само од одредена група на пратеници или од парламентарното мнозинство кое што ја има доминантната улога во собранието. Ваквата реформска агенда би била успешна само доколку и од страна на опозицијата имаме конструктивна критика и истовремено конструктивен придонес за да може да ги оствариме овие амбициозни задачи. Благодарам многу.